Бог се јави. Ама Европа не се јави. Не, тие мудро молчат и оставаат сами да решиме се. Да, ама не подржуваат. Да. Што се вели навиваат за нас. И колку што јас знам, тие се единствените кои навиваат за некој кој нон-стоп губи. Па нас бе, сите не подржуваат веќе 30 години, а ние и понатаму жмиеме пред нивните порти. Ко просјеци, чекаме некој да ни фрли нешто. Колку за лепче да има. Лепче и тоа со паричка. Да, па за да може да се скавгаме во кого ќе се падне. Тука да не правиме малер, бидејќи ми се чини добро почнаа двајцава што се нови, па ќе ги оставиме малку рад да пробаат нешто можеби и да решат. Само се плашам некој друг да не решава за нас, Како што пробале да решат за нас бугаринот и србинот. Бугаринот веднаш како од пушка рекол: Македонија, това е Българија. Знам, рекол србинот. И Косово е Србија. Кој знае што ќе биде, кој знае? Бог знае. Само Бог знае и можеби уште десетина што одлучуваат. Па добро да исто како кај нас, како што ние живееме 30 години. 2000 богати одлучуваат за 2 милиони сиромашни. Како паркет сме сит. Ако добро не наместиш, можеш да не газиш и 50, а не пак 30 години. Се се смени, знам некои колку беа сиромашни. Да, ги знам и се збогатија за кратко време. За никаде беа сиромашни, што се вели куче немаше за што да ги касне, а сега тие скапи и расни кучиња чуваат наместо деца. А на суд завршуваат само сиромашните и постарите. Вели судијата во судница на еден постар човек: Дали ти знаеш зошто си денес тука во судница? Знам, рекол Тивко старецот, знам. Ме болат нозете, затоа сум тука, не можев да избегам. Па ете, значи, кај нас дозволено си е крадењето? Да, нема проблем со тоа, забрането е да ве фатат како краде. Ама и за тоа има лек. Има лек, ама не чини 5 пари, не, чини многу повеќе пари. Плати па клати што се вели и тоа на слобода. Рад. Ајде бе, оправете се веќе, дајте малку надеж на овој народ. Доста ни е веќе да се смееме од мака. Ајде малку направете да плачем. Ама од среќа. Се нешто се тешиме со мислата што имаме чуено многу пати кај што текло, пак ќе тече. А поим немаме дека таа мисла ја има изјавено мајстор Перо кога поправал кров што прокиснува. Ајде газдарице, Ирлија, дека е бидна кровот, ке ве чини само 10.000 денари. Ова се шушка, сирота, се стиска, бара нешто во чекмеџето, а Перо пак се јави. Ајде, кај што е текло, пак ке тече. Пак ќе дојде мајстор Перо, ќе тече, зашто се тече, се менува, само македончето исто останува. Стои во место, 3 напред, 2 назад, па цупка во место, чиниш во воздух игра. Лебди како спасителот на вода. Тој на вода, а ние на вино. Добре, такви се празниците, што да правим? На вино и на малку хумор, надевајќи се дека и денес ќе избавиме насмевка на вашите лица, веднаш штом ќе видите што ќе гледате во Нема љутиш. Ја! Бре! Вам! Не там, бре, убрливуте отцу! Бре, вам ти глава! Кото нам пут, лопов, маскирам, пушка у руки. Сви доле на земју, ми сви доле на земју. Изгледа дека наши поубави половина имав поостро око или око со колово, па знаев да ги разликував бое. Ништо. Ке пројде како на кутре. Жено, донасај лед! Ма какав лед? Машче? Ке мачкаш 3 пута на ден и готово. И како дете мамака ќе се налютеше, ја не стоеше да ме тепа. Јо, него бегаше одма. Свако паметно дете бега цик-цак, кад га гаѓа мајка му с папучи. Викам, мала, како си? Вика, добро. А како сам ја, добро ли сам? Шалу се, не сам толку глуп. Зашто? Па зашто сви сакав луѓе што се позитивни, што ги пуни в батерии. Никој не ќе како тебе луѓе што ги пуни в глав. Мајко му, негативно па негативно, душу ми извади више. Во животот променив многу работи. Ги бенував и девојките, се додека не ја пронајдов вистинската.
Само едно нешто несмени беше секогаш до мене. Сано, мојот најдобар пријател, кој дури и мислењето ми го освежува. 30 години кватро. Квалитет кој не се менува. Ама не ме нервирај. Ке те удару еден пut, све зуби ке ти ги искаш. Удари бе, може ти се, ама ги си стал нови, порцелански. О, ти ке ставиш нове. Па знаеш и колко е тој скупо, бе. 25 години искуство и преку 25.000 случаи. Нови порцелански заби за 2 до 4 дена. И тоа не е се. Еден заб за 30 евра. Ама и тоа не е се. Плаќате на рати. Арно, ама и тоа не е се. Гаранцијата е неограничена. Ви прават нови бесплатно. Стоматолошка ординација Орбидент, доктор Зоран Краљевски, 070-334-629. Еј, па ово е стварно ефтино. Не е ефтино, реално е. Смирува, релаксира и помага за мирен сон. Повеќе магнезиум, значи помалку стрес, замор и депресија. Визијана МГ 290. Премиум грижа за вашето тело. Извини, малце за стојка, што закъсни? Не е страшно што касниш, него мене си ми малко чуден со тој чалмо около глава. Што ти е? Боли ме глава, бре, баце стојко. Скоро смо се за жен. Аха, и оно што пепелјару па од глава, а? Јак тој, бре, куде сме? Него ја на искачање она викнала, не искачај док не ти се изсуши глава. Па ебари, па на те и глава и мозак да ти се изсуши. Па ја бре, не сам мија главу ти ги косу. Па добро де, секира се жена за тебе. Море, ќе го насекирам ја и тој се една парчиња. Само ако ми се стъмни пред очи. И такој целу неделю не зборима. О, ово е више озбиljно. И зашто сте љути? Сумњива ми, чита книгу. Па подобро да чита книгу него да гледа турску серија, бе, ставе. Па, тој подобро за тебе може да биде. Знаеш ли кој е наслов на книгу? Кој? Како да го убиеш мужа. Тој како на хорор филмови, а? Тину. Де бре, па и ти бац Стојко. Мислам, нема мене страда, не мислиш. Не, сам ја такав. Него идеме с комршина, не знам, сумњиво ми, еве, не сам прашаја целу неделю ни за едење, ни за пиење што има. Море не сам ни гајке потражи. Слушај ме мене, ја од искуство ќе ти кажу. Она ти е на тебе од порано љута, сак ти враќа. Не ми она повраќа од љутину, бре, бац Стојко, него од завидлок. О, што на тебе ти завидуе? Бе, што? Многу су се такој прашале што. Али во овој случај за тоа што ме викасва у Немачку да работи еден месец хонорарно на замену. А она ќе дреме сама дома. Ето за тоа. А што ќе работиш ти у Немачко хонорарно? Па ќе работу како машински инженер. Од оние главни што су njini. Еден се разболеа па на боловање. Што си, бро, кокорија очи, што е такав блентар? Што може ја да работу? Овчар! Да принаучу тие некои основни работи за овцето и младињу тамо, млади деца што им. Што има да ги учиш основни работи около овце, бе? Основна работа около овцу е да знаеш да го измуздеш и кад треба да знаеш да го подстрижеш. И ти толку ми разбираш. А основна работа около овцу е да знаеш да го командиш, бре. Да викнеш по њума кога ќе ти избега. Ја, не там, бре, вам! Ја, бърливо овцу те, витале, ја, вам ти глава, бре, вам! Абе, ставе. Тој немачки овце, бе, кој знае дали ќе може да те разбере. Па ако не ме разбере мене, ќе ga разбере ста, бре, баце Стојко. Па ја ти без алат не иду нигде. Ова кој? Ја! Бре! Вам! Не там, бре, убърливото овцу! Бре, вам ти глава! Видели дек појде, а?
Павловичева за дете, ке му мачка гузицу, ке се смири. Д, диазепам, 2 комада, да кокне татко и он ке се смири. Него, чек да ви кажу, пред некој дан, јас саш јану бабку, улазам во некој кредитче се себе. Кото jedan put lopov, maskiram, pušku u ruke. Svi dole na zemlju, mi svi dole na zemlju. I vika da ne me vide neko, to je da vika i ja, bravo puška, utepa ga na mesto. I vika lopov, da ne me vide još nekoj, drug dise ruku, vika ja te vide. Ovaj pa bam puška, utepa ga. Mene mi vika, ti da ne me vide, ne sam, ama žena te vide. Pošteno. Крекава, да ти било нијанса на боју. Све ми се чини дека жене по-лако ги препознавам нијансе на боја и су далеко помаштовити создавање имиња на боја. Еве, например, беж, крем, каки, драп, пинк, грао. Мога би цел ден да кажу имиња на боја, а да не ги препознавам. Изгледа дека наши поубави половина има поостро око или око со колово, па знаев да ги разликуе в боја. Ја не познавам мужа кој без жено избраја плочка за укујну и купатило, или ја сам одлучија за нијансу на боју со коју ќе ga искречи салон или не дај Боже спална соба. Да се врату на крекаво, што ме подсеќа на дречаво, што значи јако. Замисли, дречаво зелена фасада. Дречаво жуто авто. Овој крекаво да ти било појако од дречаво. Збор ga разбра, кад ми кажа жена, ама си го избраја боју за кошулју за свадбу. Крекава. Абори, жено, што го правиш на косот и сове? Чуеш ли ма? Зашто го пеглаш косу за собој? За да се исправи да е подугачка. Ништо. Ке пројде како на кутре. Жено, донасај лед. Ма какав лед? Еве мачче, ке мачкаш 3 пута на ден и готово. И што викаш, са што га изгоре ти тој? Мани тој бе, докторе. Не го кажи ми ти ја. Сега ќе можу ли да имам деца? Ама немој да си притеран. Кажа, ти ке мачке с мачче 3 пута дневно и готово. И зашто не би могаја да имаш деца? Па затоа зашто ја и до сега не можеше да имам деца. Ете, ја научи како можеш да го задоволиш жена. Еве овако е. Ќе го зграбчиш, ќе го соблечеш, полека ќе го легнеш и на брзинку ќе земеш, ќе усисаш, изчистиш и ќе направиш ручак док она спие и ете ти, жена е задоволна. Добро, овој не е правило, ама ја не ни кувам по рецепта, не па да живу по правил. Ја од кад си живу по своји правил. Још кад ништо не разбираш. Добро, оно ја и сега не разбирам баш све, ама сакаше да кажу од малецак. Добро, ја и сак не сам баш многу пораснаја, ама сакаше да кажу дека и како дете мама кога ќе се налютеше, ја не стоеше да ме тепа. Јок, него бегаше одма. Свако паметно дете бега цик-цак кад га гаѓа мајка му с папуче. Моја ме гаѓаше с клумпе. Па, тој цик-цак мораше да го прави многу побрзо, зашто ако ме погодеше, одма зврцки ми искачас. Ма опасни бесва мои родители. Па јас тој само у странски филмови, од тие серија сам видеа каде родители чукав на врата пред да улегне во дечи. Ма ја, у моју собу, мој улетуе сва како специјалц. Да, викав куде специјалца? Специјалц? Добро.
тате много ме сака. Дека прво па мушко, нели? Свак татко е сакае дете да му е мушко, да. А сега е среќан само ако е негово. И тој важеше се док не порасна, да. А после кад виде што е направија, кажа болje да не ме ни правие. Ако бе викам тате, ако слободно се ти шали на мој рачун, он и такој ми е блокиран. А такой мајчини. Ставига црвено светло на семафор на 2 минути за улаз у град. Но и онасване селјаци, бре, не може да искочиме. Него, чек да ви кажу, оној дан, чичет на чат, начека едну женску. И викам, мала, како си? Вика, добро. А како сам ја, добро ли сам? Шалу се, не сам толку глуп. Викам, како изгледаш? Вика, плава сам, убава сам, згодна сам и паметна сам. Висина? Вика, 172. Добро, а секс сакаш ли, мала? Вика, обожавам. А 69? Вика, може, ама за месец дана. Зашто за месец дана? Зашто тага пуни 69 години. Учиш? Да, бе, мај. Еј, него, чули за ова? Не си ти, ни видеа. Абе, овие наши газди. Конечно, фала Богу, објавиле оглас за нови радници. Сега ќе биде 100% многу боле уперам. Ке види. Да. А ке се јави ли некој? Зашто да не се јави некој? Што фали? Па малко ли слушамо колку има тамо тие невработени работници? До, а колку е плата? Колку е плата нормална, знае се, минимална, ама загарантирана, 250 евра. Што? За 250 евра не можеш ни неработници да најдев, а не работници. Прех, какав си песимиста, значи ја не знам. Да, бе, малко по-оптимистички, па нема беше никој не да сака се дружи с теја. Зашто? Зашто? Па зашто сви сакав луѓе што се позитивни, што ги пуни в батерии. Никој не ќе како тебе луѓе што ги пуни в глав. Мајко му, негативно па негативно, душу ми извади више. Јас знам, душу му извади више е единица мерка за износену стару работа. Панталон е јакна. Што си го утепаат на сење? Што се го утепајат на сеј? Слушај, ја ќе те утепам више ако не почнеш малце поведро. Дај бе нешто, викам ти, по-позитивно, по-ведро, ај кажи. Абе, како да ти кажу нешто ведро, бе, гледа, оно небо се намрштило горе над нас. Мутно све, он сака ја да сам поведар. Како тако е? Те такој, еве, намрштено небо, еве, не врне, убав ден. Абе, убав ден може да ти биде само ако го испиеш со мајлешно кафе попладне у 12. У пижаме с апликација мечиња, евентуално топчиња. Не поправља си, значи, ништо да каже, бре, оптимистички, најди, бре, нешто. Еве, ја ќе те прашам, так да ми сега, мораво е да е убаво. Како си пројдесте за Ново година, убаво ли беше? Убаво, прославиме, да. Ете, видиш дека има нешто убаво, видиш? Абе има, само ми не славиме што доваѓа Нова година. Како бе не, па што слависте? Ми славиме што го преживеме стару година. Крстозбор е И В точки. О И тачка. Машко домашно говедо. 3 букви. Син. Син. Така бе, син.
Милна татка, бе. Отиде у странство, писмо поштија ја па заврви синочка да отвори. Сигурно се е потфатија, Не, он мута, бистаре. Чек да видиш што пишува. Здраво, тато. Здраво. Јас сам добро. Добро. Знам дека и ти си добро. Добро. Затој, прати ми нешто паре док се потфата. Около? Ај, чао. Па да му пишу ја на дете, бе. Зашто па да не му пишу? Здраво, сине. Стварно, сам добар. Како што викаш? Стварно. Стварно, добар. Како што викаш? Еве, праќам ти паре. Еве, праќам ти паре, док да се потфатиш, док да се фатиш, само да ти каже тате, само да ти каже тате, дека 500 денара, наши, 500 наши, не се пишуе с 4 нуле, него с 2 нуле. 2 нуле. Тачка. Чао. Ајде. Еден пут се живи. Нека ужива дете. Смирува, релаксира и помага за мирен сон. Повеќе магнезиум, значи помалку стрес, замор и депресија. Визијана МГ 290. Премиум грижа за вашето тело. Ако сакате максимално да го заштитите вашиот ТВ уред, користете го Slim Style Plus уредот на Меликони. Лесно подесување без ниту едно парче алат. Изберете држач кој одговара на вашите потреби. Производите на Меликони се произведени во Италија, а вие можете да ги најдете во Нептун. Во комплекс Етно село, тотално уживање во оригиналните етно специјалитети и релаксиран амбиент видливо симбиотичен со живописната природа. Во Етно Гарден, гламурозни венчавки и свадбени веселби како од најубавите приказни, ускладени со фантастична комбинација на комплетни услуги за незаборавни спомени. Комплекс Етно село. Посебно добри на свој начин. Покрај овие празници им се чудам и восхитувам на оние што забораваат да јадат. Додуши јас заборавам дека веќе сум јадел, па јадам пак. И сега вака подоен од јадење се што пробав да оставнам, ама тешко. И што да пробам сега? Пробав да ја вежбам и позата 69. Да, цел ноќ не спијам, јадам, легнувам во 6 и се будам во 9. Поза 69 оригинал. Пробав дури и тиквички со оцет. Велам, жено, браво, значи браво, супер си ги направила тиквичките со оцет, ги обожавам. Не беа со оцет, бе, вели таа. Од минатата недела беа. Па ете, поради тие работи вела дека секој брак има 3 фази. Она, нели, кога ќе ја запросиш, или како што велат горе, за руке, па за ноге и на крај за врат. И ај, готово. Наврат, на нос, ете ти кавга. Ама ништо, ќе пројде време, ќе се смира. Па што ќе прават? Мажот ќе се перчи, ќе се шета, ќе лумпува, ама кога ќе се врати дома, што ќе прави? Па ниеден маж не ужива рад што да пере и пак ќе се смири. А жената? Кај да оди жената? Во странство? Што, да се омажи за некој богат? За шеик, например? Не, доаѓа во предвид. Па таа цел живот чека ред во болница, во општина, пред каса, пуште фали и за таа работа да чека на ред. Да спие со маж. Не бива тоа, ама ќе бидне.
Ќе бидне нова емисија следниот викенд, затоа бидете повторно и тогаш со вашата омилена телевизија. Чао! Не ми бре, она повраќа од љутину. Туку. Еве, не врне. Па не врне. После? Што да ги научиш? Тој Основни... Што да ги научиш? Основна работа на Кад не појде. 3-4. Ја имам цело да го вратим. Ај. Не ga nam dobro, daj se god. Бе, многу су се такој запрашале, ама. Бе, многу су се такој прашале. Бо. Многу су се... Ček, majčini. Еве ги. Majčini, ček ни врепа. Зашто се скарасте? Па зашто му звони нацата телефон на снимање и она ми се наљути. И onda ми се наљути. И не може да ги звони на камермани телефон околу снимање. Онога друга. Не. Што да ги научиш? Основна работа околу овцу е да знаеш да го измужеш. 3-4-6. Малку биди поведар, па нема да сака никој да се дружи с теја. Зашто? А од почеток и падне радници. Да па.